Секој мисли дека е готвач, ама вистината е поинаква. Гостин ми е Дејан Христовски, деки 4 сезони, готвач кој поминал светски надпревари, работел под притисок и денес создава нови генерации. Агнеса, добро вечер. Добро вечер, добре дојде. Добро те најдов, драго ми е тука. Имате одлично студио. И да се биде готвач е навистина не само тешко, него тоа е вистинска професија која треба да се познава за да може правилно и нормално да се работи и дома да се враќа секој што работи во угостителство среќен и насмеан. И со љубов да се готви. Токму така. Прво е желбата, вниманието и на крај доаѓа љубовта. Нели треба да имаме желба да посакаме нешто да сготвиме, па да дадеме внимание, да бидеме тука, да се организираме, да купиме се што ни е потребно, тоа да го спремиме, да го исецкаме, да го ставиме пред нас едно по друго, баш онака како што треба според структурата на продуктите што ги обработуваме и да бидеме тука кога го готвиме, да го гледаме. Значи тука е тоа 100% внимание кое е навистина потребно кај секој што сака да почне да готви. А колку е потребно внимание и љубов и енергија за да се почувствува вкусот на приготвеното? Па за да се добие добар вкус во она што го јадеме, треба да брзаме или не? Не, храната е среќа, а готвењето е вистинско задоволство, затоа што ние на крајот некого правиме среќен, нели? Човек кога е нервозен, Особено мажите. И е гладен. Ако не им даеш храна. Имаме проблем. Ама кога ќе касне нешто убаво, вкусно, избалансирано во вкусот, тогаш настанува вистинската магија. Тогаш човекот се смирува и почнува да ужива. Затоа што храната е уживање, не смееме да се малтретираме додека ја јадеме. Затоа треба да знаеме како да ја сготвиме. А оние што јадат брзо, не уживаат? Не. Едноставно храната ја чувствуваме и вкусот на храната кога доволно джвакаме. Тогаш све чувствуваме, а ако голтаме? Што да пример, јас готвам со љубов све полека, ама кога седнам да јадам многу брзо јадам. Не знам зашто е тоа така. Што се случува кога оние готват со нервоза, дали ја пренесуваат енергијата, дали тогаш храната позитива е потребна вкусна? За се во животот, па и за тоа кога сакаме да сготвиме нешто. Едноставно, убавата мисла не тера и желбата на почетокот. Ако сме нервозни, не треба ништо да правиме. Единствено треба да се смириме, нели? Благодарам за виното што го донесе, еве да направиме на живели за добре дојде. Интересно вино од мои пријатели од Охридскиот дел. И е наистина убаво, да. Еве, кој е Дени, 4 сезони во реалност и како започна твојата приказна со кулинарство? Дени е обичен човек кој сака да биде среќен и се обидува. Не секогаш успева, меѓутоа повторно се обидува. Јас сум доста упорен човек, готвам од многу мал, фамилијата од страна на татко ми се угостители стари овде во Скопје. Меѓутоа ја почнав да готвам сушност кога за викенд, кога подпораснав тинеџерски години и за викенд моите одеа на викендица, јас не сакав да одам со нив, сакав да излегувам со друштво, да бркаме девојчиња, да уживаме во тинеџерскиот живот, нели? И тогаш дома кога ќе останев сам, јас морам нешто да јадам. И гледајќи како мајка ми готви, гледајќи, значи, запознаен со целата ситуација, никогаш не ми било проблем да земам и да се изготвам нешто. Тогаш почнав да готвам за себе. И тоа што ќе го сготвев, ја вистински уживав. Гурман сум, сакам да јадам, стрвен сум за храна и да видам некој дека јаде, ја сакам да го пробам тоа што го јаде. Едноставно, тој сум. Откако почнав да готвам вкусна храна за себе, тоа почнав да го споделувам со другари, со девојчиња, ги освојував на тој начин и ред други работи. Кога завршив средно угостителско и почнав да работам, ја сватив дека немам од готвач.
Многу едноставно, како и сите други тинеџери, практична настава, предмети кои не се поврзани со готварството, меѓутоа се поврзани со туризмот, теорија, познавање на стоки, готварство, ред други работи. Кога завршив, едноставно не знаев ништо. Не сум го научил како што треба. Чекај, и твоите родители биле готвачи? Не. Тоа е, па дека кажа потекнуваш од Од фамилија. фамилијата на татко ми, прадедо ми бил готвач дури на 3 војски, баба главен готвач у Чардак и Кермес. Ау на времето, да, ќе позборувам и за минатото, да. Двајцата Чичковци, кафаната Балкан во Чаир на стадионот, потоа кафана Натали. И едноставно сум израснат со тој мирис, со таа арома која излегува од кафеаната и ми е многу убаво. Многу сум среќен за тоа што работам работата што вистински ја сакам. А кога го завршив училиштето, кога видов дека Г немам од готвач, тогаш добив многу голема желба да научам. Да станам готвач. И кој Како како свати дека воопшто ствари нека не може го. Убаво е кога сготвиш вкусна храна и кога си се најадеш онака со мерак. Првенствено за себе. Така почнуваат работите, верувам дека кај многу други. Почнав да нарачувам по луѓе книги. Кој како идеше надвор од Македонија, аман, заман, евети 20, 30, 50 евра и марки, не знам што беа на времето, да ми купиш книга. И едноставно гледав и се обидував да преведам со помош на некој што знаеше англиски во тоа време, пошто тогаш други времења беа. Или повеќе се гледаше да се заврши училиште, тоа се почна да се работи, да се допринесе дома, да станеш свој човек и така натаму. Никој не гледал на тоа дека образованието, дека знаењето е навистина моќ. Колку повеќе знаеш, толку можеш повеќе да напредуваш во областа што ја работиш. И годините кои ги поминав како угостител, работејќи за други, беа многу интересни за тоа што моја прва љубов беше пицата. Пицерија Принц, втора и трета година средно школа, јас после школа одев таму да работам, да учам занает. Каде се наоѓаше? Кај педагошка. Да, таму се наоѓаше пицеријата. Која година била? Па 91-2, 92 и 3, 93 завршив во средното угостителско кај нас каде што работам сега, меѓутоа после ќе разговараме за тоа. Потоа кога завршив, отидов да работам во Комос. Тоа беше многу мал кафич позади Рекорд на Джоши на Мали, многу познати дечки во градот, двајца браќа на времето. И од таму продолжив да работам во пицерија Џорџо, во аеродром, една од најстарите пицерии, и уште од 8 оделение ми беше кејф од таму да работам. Ја паметам. Ја паметиш, Да. пица, навистина многу убава, 5 години работев таму и навистина беа многу убави 5 години од мојот живот, затоа што тогаш за прв пат таму имаше доста работа, имаше убави луѓе, и се знаеше за празник, организација, спремење, све, значи баш онака како што треба да функционира еден угостителски објект. А после тоа се случи Амати. Да, Да, Амати, првата пица на парче во градот. И 2 месеци од како почнав да работам таму, нормално ги смислив сите производи да бидат онака како што нашиот народ сака да јаде, затоа што јас морам да мислам на тие што треба да платат за да јадат, нели? Ако им се допадне ќе се вратат, а поентата е да се вратат. И размислувам на тој начин, јас морам да им дадам нешто што нив ќе ги придобие, ќе ги освои и ќе сакаат повторно да дојдат и да го пробаат тоа. И навистина успеав за тоа. Се чекаа редици као по двајца. Тоа беше доле во Бисер, значи до скалите горе као ученичиња беа наредени за сендвичите, за пиците, за пастармајлиите, за лазањите во тоа време што ги правевме. Многу напорно, ама интересно. Богато. Знаеш зашто работиш. Убави луѓе, среќни луѓе. Тука беа кафичите Лулу, Грин, се сеќаваш така. Значи тоа беше гумгула од народ, тоа многу беше интересно и убаво. Нема сега такво место во аеродром за жал, како што беше во тоа време.
И е многу интересно. Да, се е сменато. Како? Многу е сменето, нели, и генерациите се сменети, што е окей. Али во тоа време беше навистина задоволство да се живее во аеродром. Си го сакаш аеродром? Многу, па да, од 82 година сум таму и не знам, едноставно не би сакал да живеам во друга населба во Скопје. Сум живеел на страна, знам како е, меѓутоа за Скопје аеродром ми е дома. Ајде се навратиме малце, ме интересира за твојата фамилија што спомна дека нели баба ти готвела за Чардак и кермес, чардак и да. кермес. Како беше во веројатно ти ги раскажувал нели тие приказни? Како татко ми што ми раскажувал на мене. Кермес себе, сега знаеме колку е напуштен и во која состојба е. Али сликите што ги имам гледано од кермес, тоа било нешто баш како дворец онака. Татко ми што ми кажувал, нели, имало, мислам, кебапчиња, вика, ќе седнеме сите по 10 као Да, фамилија, кебап. знаеш, онака. И имаше едно меню, баш видов на интернет, толку било ефтино, значи, порано. И вика, сите фамилиарно чекавме ето така викенд да дојде и да идеме на ручек таму. Некогаш постоела традиција да си се знаело каде се оди на кебапчиња, каде се оди во ресторан со музика, каде се оди да се јаде риба, каде се оди да се јаде чорба и ред други работи. Си имало ред. Си имало ред. Во угостителството мора да има ред за да функционира како што треба. Тогаш имало ред, за жал сега нема. Сега на секој чекор изникнуваат угостителски објекти и што е најлошо ги отвараат луѓе кои не се угостители. А за да работиш угостителски објект, треба да растеш и да живееш со тоа. И треба да имаш многу искуство. Пошто не е само влези во кујна и испечи кебапчиња. Тоа е цела организација, цел систем на функционирање. Затоа е многу битно во училиштето каде што работам, во Лазар Танев, тоа е Да, најголемото. ти си професор во средното Лазар Танев. Професор, јас сум наставник по практична настава и по теорија. Професор е титула, треба, значи магистратура, доцент, доктор на науки, па тек после. Али ја идам натаму, сакам да го постигнам тоа ниво. Па чим спомнав, значи ќе бидеш, тоа е тоа. Да, едноставно кажав пред малце дека убаво е кога се вложува во знаење за тоа што тоа е и сила и моќ. Значи, едноставно пред 4 години кога почнав во училиштето, бев угостител со искуство во приватниот бизнис, сум работел за други луѓе, сум учел надвор од Македонија, сум продолжил тука во многу голема компанија како Мериот да го научам нивниот систем за тоа што е единствен, нели, потекнува од Ескофиер, тој е татко на модерната француска кујна, кој 1903 година направил Библија гастрономска со 5000 рецепти и со комплетен систем на функционирање каде што пред се почитува хиерархија и има човек на секоја позиција кој за својата позиција се грижи како за свое царство. И тоа е толку добар систем што не само големите компании како Мериот, него и многу угостителски објекти го почитуваат. Тие рецепти од 1903 година се готват денеска? Се уште? Old school, поради многуте новитети и поради новопечени угостители кои имаат пари и можат да направат се што сакаат, таа француска школа малку е подзаборавена во светот на гастрономијата, меѓутоа јас верувам дека никогаш нема да умре. Затоа што они имаат 100% право за тоа што го кажуваат. Пример, месо кое е блиску до коска се бави тивко, се готви тивко и бавно. На ниска температура, полека. Тогаш ќе биде највкусно. Тоа никој не може да го промени. Може да го искористи, да го превземе, а да не го прикаже. Дали ме разбираш? И сега француската кујна е закон за мене. Затоа што едноставно многу работи потекнуваат од таму, а и најмногу зборови во терминологијата се француски. Терминологијата е јазик на кој се говори во кујната, меѓутоа не се само зборови, тоа се техники на обработка на продукти. И ако еден готвач, ако еден ученик ја научи таа основа, како терминологија, како што е кујна, видови на поткујни, инвентар во кујна, термичка обработка, мизен плас, организација на позиција,
он тогаш кога ќе заврши 3 години е спремен да стартува. Ама, тоа ама секогаш постои за жал, потребни се многу повеќе услови, подобри услови, за да можеме сето тоа да го постигнеме. И се надевам дека, како поминуваат годините и времето, дека се повеќе и повеќе се бара угостителски кадар и дека нормално државата ќе почне да вложува во стручните училишта, каде што навистина има потреба и ќе ги обезбеди сите можни услови. Еве кај вас пример младиве што сакаат да учат да бидат готвачи, доаѓаат колку да го поминат школата или имаат страст и љубов кон таа работа? Како функционираат? Како функционираат? Да, има деца. И што ги учите? Многу ме интересира. Готвите таму? Да, Готвите? да, имаме комплетно опремени кабинети и за готварство, и за сладкарство, и за пекарство, и за месарство, каде што децата имаат практична настава. Меѓутоа, ако јас на нив им објаснувам за дивеч, и ако треба да им објаснам како тој дивеч се транжира или се одделува месото од коските, јас треба тоа да го имам пред мене. Можам јас да им го доловам моментот, да им објаснам како што, или имаме денеска интернет, имаме еден куп работи каде што јас можам да им го објаснам тоа, меѓутоа најубавото школо за сите од нас е кога она што треба да го направиме, некој За да го доживеете така. Прави, а потоа и ние пробаме како сето тоа. Ама тоа е научна фантастика. Овде на Балканот јас познавам европски школи или американски или школи во Азија каде што навистина го имаат тоа. И навистина работат на тој начин. И како е кај нас? Кај нас ние учиме основата. Основата. Имаме модули по кои мора да работиме и програма која е дозволена од Министерство за образование и идеме почувајќи. Прва година, например, имаме основа на готварството, што е многу интересно, затоа што тогаш ги гледате децата колку со какво внимание ве следат, додека им објаснувате, додека им кажувате. Јас на сето тоа додавам и примери од моето лично искуство и доживување од готварство, од готвењето на секаде. И едноставно основата што им ја даваме во прва година е нешто кое ќе ги натера да продолжат во втора повторно да учат. Прва полугодие имаат само теорија, второ полугодие имаат и надворешна практична настава и има многу наши скопски објекти овдека угостители кои ги зимаат децата и таму им ја дава Праксата. И праксата, да. Според мене, јас би одел повеќе на практична настава и на надворешна практична настава и на практична настава во училиштето, затоа што мораме децата да ги научиме на вештина, на функционирање, на сите можни правила, на снаодливоста во кујната, на почита во кујната, на хиерархијата во кујната, на различни типови на обработка. Сето тоа најдобро може прво теоретично да се раскаже, да се објасни, а потоа и практично да се покаже. На тој начин ќе имаме многу добар кадар и добри готвачи. Добри шефови, да. Гледај, добар шеф е веќе позиција во кујната кој е многу одговорен за многу работи. Доволно е да создадеме ученици кои ќе имаат основата за да можат да стартуваат, да ги знаат основните правила во кујната. Тогаш многу од оние луѓе кои веќе работат во угостителство ќе приметат дека тоа дете навистина има основа и тогаш многу повеќе внимание ќе му дадат. Затоа што, да не се лажеме, денешниве деца се цел ден на телефон. Повеќето Све знаат, а ништо не знаат. Така, мислат дека знаат. Сите сакаат да работат за да заработат. Ама што може да понудат? И сега нашата поента на сите во училиштето е ајде да им објасниме дека тоа што овде ќе го научат, ако го понудат таму, ќе можат да добијат, да заработат честно и одговорно, бидејќи само така се станува добар угостител или добар готвач и тежок е патот.
Многу е тежок патот. Навреки брашно сум спиел, кога не сум можел да стигнам дома, не сум можел да се вратам. Значи, не е едноставно. Ама, или си готвач или не си готвач. Или си угостител или не си угостител. Ајде сега кажи ми ја приказната за бабата за кермес. Дошле од Куманово, кога татко ми имал 5 години во Скопје и баба ми била готвач и таму, а дедо ми бил шнајдер. Даринка и Димитар. Купиле куќа сега кај што е кај што е градинката во Јаја Паша. Добро. На тоа место, па после куќата ја срушиле и државата им дала неколку стана во Чаир. И баба ми работела прво во Чарда, горе, тие питио, се што требало, била главна мајсторица, а после Чардак во Кермес, кај што било гунгула. Убаво кажа преска, традицијата наша наложувала порано сите да се дотераат и да излезат во недела. Достоинствено, да. Сега за жал не е така, и во тренерки доаѓаат луѓе. Да, тоа сакам да направам разликата од минатото и сега. Како е? Нема логика, едноставно. Меѓутоа, знаеш па што се има променето? Во тоа време работеле угостители. Што е многу значајно. И они ја познавале културата, гастрономската култура. Тоа им го пружале на гостите. Гостите морале да им возвратат. Затоа што нема друг начин ако сакаш да нормално да функционираш без глупости, како што има денеска, што се случуваат во ресторани и така натаму. Да, и за тоа ќе зборам. Почита, да. Италијанска фантазија, германска прецизност и арапска услужливост е потребно кога ќе решиме да станеме угостители. Прво тоа да научиме. Арапската услужливост е најважната. Еден прав послужувач, келнер, го има тоа во себе. Он е сигурен, он знае што ти продава. Он има 100% комуникација со кујна. Кујната и сервисот се брат и сестра, зашто само така може да напредуваат. А многу често не се. Затоа што Сега да, сега не се. Која е логиката јас да не соработувам со кујната кога мене кујната треба да ми каже што треба денеска јас да продадам. И за да заработам, бакшиш. Да, зашто во многу ресторани гледам пред мои очи се карале така. Кујна со конобари. Не се тоа угостители. Тоа е хаос. Има и за Хаос тоа се случува. решение. Ако Пред век, гости. страшно. И тоа повеќето е така. Да, конобар треба да знаеш викаш да го придобие гостина, така? И да му понуди. Нашиве седат и проблем имало дефицит, немало конобари. Зошто е тоа така, сега ми кажеш, по рестораните имаат проблем. Нема угостителски персонал затоа што голем дел од угостителите си заминаа надвор од Македонија со стално живење, со преселување. И повеќето гледам сега сезонски идат во Хрватска. Сезонски идат и хрватите им тука може година дена. И тука може таа пара да ја заработат. Многу добри бакшежи има. Можат. Сега можеби можат, меѓутоа зашто си заминаа е прашањето. Да. Затоа што никој не ги почитува. Затоа што еве јас сега ќе ти објаснам на кратко. Прво, сакаш да кажеш газдиви не ги почитуваат конобарите? Не само конобарите. И готвачите? Не, за жал голем дел од нив не се угостители. Еден угостител ако сака да отвори угостителски. Значи не зна да комуницира со Не е само комуникација, за да комуницираш треба да бидеш угостител, да го разбереш што сака да направи. Меѓутоа, ајде вака да размислуваме. Да изградиш угостителски објект е како да изградиш 4 куќи. Кујната е една куќа, све кошта. Ако играме по правила и по прописи. Салата уште една куќа, терасата уште една куќа и тоалетите уште една, 4 куќи. 4. Така. Колку пати се случило да идеш во ресторан кој е препознаен во градот и така натаму, а надвор влезот несреден, неизметен и ред други работи. Одма ти кажува каде влегуваш. Значи тоа е тоа е за добре дојде. Еден прав угостител
ќе направи се гостино да се чувствува добро уште од самиот прием, уште од самиот влез во ресторанот. Ќе го испочитува со насневка на лице, ќе го прими како свој најдобар пријател. Да, домаќинот мора да е Гостинот е домаќин. светиња, така е. Ќе го смести и ќе му прати келнер или човек што ќе го послужи, меѓутоа ако е спремен. На испит се оди спремен и се добива 10. Келнерот ако не ја знае материјата што треба да ја продаде, тој не може да биде добар келнер. Добар келнер е најдобар продавач на светот. Ме разбираш? Кујната ако ги нема сите можни услови за да функционира нормално, секогаш ќе има хаос. Што значи тоа? Да почнеме од позади, да имаме влез за роба и влез за вработени, да имаме гардероба, тоалети и тушеви за вработени, да имаме сув магазин за пијалоци, да имаме сув магазин за продукти, да имаме работилница која што ќе биде опремена со се што ни е потребно за да направиме добра припрема која е 99% успех во работата. Да имаме апарати кои ќе ни помогнат да шокираме 200 кг, 200 литри чорба, уредно да ја складираме, да ја чуваме во фриждерна температура која е препорачана за нејде од 2 до 4 степени, за да биде здрава за конзумирање. Да има комори за одржување, најмалце 2, каде што се ќе биде поделено на млечни и на месни производи, сувомеснати. Месо, риба посебно, зеленчук посебно, комора за замрзнување. Имаме многу работи кои можеме да ги кои трпат замрзнување. Например, гулашот може до 6 месеци да стои замрзнат, меѓутоа ако го замрзнеме во шокер на минус 40, а потоа го чуваме на минус 18, што е идеално. И одмрзнување во фрижидер. Тивко полека најмалце 24 сата. Значи кога и кујна, значи не само работилница каде што све ќе се припрема, него Што викаш што треба да ептенеме, што викаш гулашов, па после треба не знам колку, кај нас одмов микро ќе ти го стави. не може така да функционира. Така прават. Така, кај нас постојат ресторани кои имаат по 300 седишта, а имаат кујна 30-40 квадрати. Каде ќе ги ставите продуктите што ќе ги купите за да ја сготвите храната? Значи имаме проблем. Прво, за да имаме угостителство како што треба да се променат многу работи. Среќа, у последниве неколку години познавам угостители кои вистински се обидуваат да работат по правила и по прописи и се за пофалба. И треба да бидат пример за сите оние, за тоа што кога ќе се спомне моментот дека некој треба да вложи, он вложува за да има подобар процес, за да има подобар систем, за луѓето дома да си одат насмејани, за се да биде организирано. Многу треба. Навистина многу треба. Каде грешат наши овие газди на ресторани низ Македонија? Кој е проблемот? Дали си се соочил да бидеш гостин во некој или престижен ресторан еве кај нас и да ти се одмили храна и се? Без име. Без име, но знаеш како? На сите ни се случило. И во ресторани каде што одиме и каде што вкусно јадеме и уживаме, некогаш да не се погоди нештото. Па газдите знаат да се понашат кај нас нормално со клиентелата или не? Не. Го немаат тој Не. нюх. Ај вака, газдата на еден ресторан е чорбаџија. Чорбаџијата, И ве објасним како треба да се понаша. чорбаџијата треба да биде домаќин. Нели? И он треба да ги угости, да ги прими луѓето, да ги натера да јадат и да пијат. Ако поминеш покрај мене, као јас сум газда овде, Кај нас се такви повеќето. бате, жал ми е, ама ти нема Кога ќе доволно дојде да кажеш. некој, еве да речеме како Деки или Агнеса, тука нешто, тоа настанува, вау, еве ти место, а сум приметила некој друг. А тој многу повеќе Да. пари ќе остави од Да. нас. И не, вака, има А зашо така у нас при па така е зборот.
Така е зборот, тоа што, нели, Да се нашалим. ако нас не гледаат луѓето по телевизија или по интернет и не е важно, ние сме битни, не, ние сме гости, ние сме како сите останати. Да, ама се викаат отишле ако седнеме еве, нели, сега ние како пример се дајме, ќе викаат еве ќе дојде покрај него неа, така, некој друг. Така размислуваат кај Значи нас. вака. Не е важно кој ќе влезе на самиот почеток. Важно е кој од тие што влегле ќе се вратат. Точно. Тука е моментот. А дали биле Дени и Агнеса или Агнеса и Дени? Воопшто не е важно, и Дени и Агнеса таму ќе одат да си го нарачаат тоа што сакаат да го јадат и да уживаат во сето тоа. Немањето на персонал прави многу голем проблем. Во моментов, да. И тоа во претходните неколку години кај нас тој проблем. Да. Дефицит голем. И една друга работа. Многу често слушам дека... Па и заготвачите исто. Заготвачите, да не правиме муабет. Што Меѓутоа, слушаш? многу често слушам дека се повеќе и повеќе доаѓаат, носат луѓе од страна да работат. Од Индија, од тие земји нагоре. И јас сум за. Па јас не гледам во тоа некој проблем. Јас сум за. Знаеш Како зашто ние што сум за? сакаме еве наши македонци да идат да работат во Хрватска, така и тие сакаат да дојдат во Европа да работат. Секој се бори, нели? се бори за парче леп. Сега колку они можат овде да заработат за да испратат таму од кај што доаѓаат, е знак на прашање. Па добро, Или кај пошто нив ние платите не се смееме многу да ниски. ги како? Ниски се кај нив платите. Да, меѓутоа ние мораме да ги Месечно 100 изначиме со нашите за да бидат тука, иначе ќе избегаат. Еве кај има Европа. Значи мораме да ги задржиме, а тоа се вредни луѓе. Јас сум имал работат. можност во животот да работам, па дури и кај мене работел пакистанец Муда Сарбат Игбал. Ики го викавме ние 3 години. Потоа си замина за Пакистан. Многу вредни луѓе. Ја викав да најдам уште еден како Ики. Многу се Не ми треба ништо друго. Ама вркохолици треба се почит. големи. Треба почит. И го почитуваат газдата. Да. И си бараат почит. Многу го почитуваат Опострано. газдата, ама и си бараат почит. Она што ќе се договориш, тоа треба да го исполниш. Затоа што и тие се луѓе, и тие размислуваат Сите исто сме од крв и месо. Нели така е, и мораме да ги почитуваме комплетно. Ајде, живели. Ајде, убаво. Убаво. Тргне муабетот. Така е. Вие готвачите си знаете со вино како е. Еве розе вино со кое месо одговара? Со лесни меса. Лесни меса, може и телешко, може и пилешко, може риба. Пада некогаш и немаат врска правилата во однос на виното. Зависи од тоа човекот како вкусно вино сака и со што него му е убаво. Може да се прави компарација, значи постојано. Треба виното да е добро. Треба храната да е квалитетна, исто како виното, направено од здрави продукти. Колку интересно, толку временски, значи готвиме еве на ручек дома, половина час и на крај да го изедеш за 20 минути. Ама многу ти е убаво, нели? Да. Тоа е тоа. Затоа храната велат дека е среќа. Велат и дека здравието влегува преку устата, нели? Да го споменеме Хипократ, меѓутоа пак за да сготвиш вкусна храна треба да знаеш што правиш. Многу работи сега ни се достапни. Еве ќе ја земеме ChatGPT и да ја пишеме само дека сакаме да направиме нешто, да ги напишеме состојките. Ќе добиеме комплетно објаснување. Ама тоа е време. Тоа е желба што мора да ја исполниме ако сакаме да сготвиме. И желбата е појака од цена. Или кога ќе посакаме нешто, додека не го направиме тоа, не се откажуваме. Истото и со готвењето. Меѓутоа, ова е дома. Кога ќе влезеш во Да, како пример. ова е дома, кога ќе влезеш во професионална кујна, ти дома готвиш за 2, 3, 4, 5, 10 максимум. Ама кога ќе влезеш во кујна, постојат сосема други правила. Еве, сакам да спомнам, си имаш надпреварувано, нели, во повеќе држави, континенти. Кај ти беше последното искуство? Во Кина.
Лангпанг, на 60 километри од Пекинг. Што се јаде таму? Све. Ја пред не знам, сега ми искочи некој видео, ларви, крцкави некои пржени, скаколци, лебарки, ми се згади. Ако го гледаш човекот што јаде такви инсекти, дека е здрав, има здрава кожа, коса, поглед, зошто да не? Не знам, ја немам проблем да пробам. Во Кина пробав многу работи. Ама многу. Мравки. Ма зашто па мравки? Тоа е малце претерување и со тие кучиња и со мачиња и така натаму. Врска нема, значи тоа може би било некогаш. Ама било на времето како? Ама сегде луѓето мора да преживеат. Јас себе ти кажам, имам реален пример на баш, значи, ова се случкава пред 20 години, каде што во Кина во ресторан со тој пудла. И вистина е тоа. И они мислеле дека си го носат кучето, да, и прашале као кучево да ви го пречуваме или како што, као да. Онде разбрале дека треба да го сготват. И госпојката седи на маса и го носат, ја носат кучката сготвена. Тоа е вистински пример. Она не може да женава, мислам дека не знам. Ние не верувавме, плачеше, значи кога дојде, она вика не ми се верува што ми направи. Значи, ти кажам пред 20 години, да. Не би ни коментирал на ова, искрено. А меѓутоа не. Незиното куче го има сготвено. Жално. Па жално. Жално, ама Пудличка. и комично во исто момент. Реално, да. Греота жената. Не е денеска така. Значи смената. Кинезите живеат 200 години назад и 200 години напред. 3 улици ги делат. Значи, на едната улица се чувствуваш како да си во кунфу филм, а 3 улици после тоа се чувствуваш како да си многу во еднината. Така да, кинезите се народ кој навистина треба да се почитува. Не само за тоа што се многу, не само за тоа што се многу вредни, него еднината е таму. Како дојде идејата да се надпреваруваш таму? Те покани некој или како? Како иде тоа? Замир Хусеинов е човекот кој организира такви настани, овој пат заедно со владата на Кина. И воедно организира и светски мис на убавина. И Мики Црнокрак ми се јави на телефон и ме праша прво дали може да одам таму и да се надпреварувам со 100 најдобри готвачи од светот. И тоа за мене беше во моментот како шок, одеднаш. Интересно беше што 2 дена претходно на ќерка ми соученик од оделението и дал некој чоколадце од Кина. И се синхронизација, видиш? И Каја по малата ќерка ми вика сега ова ќе си го чувам затоа што е со кинески букви. Викам, абе, земи изели го, тато ќе оди у Кина, ќе ти донесе уште 5. Тоа беше така кажано некако на шала, нели? И туфа, дојди. Чекај, сега и за тебе ќе кажеме, седи мирна сега, седи мирна. И другиот ден на работа седиме на маса, славевме роден ден, и со колегите, и ми звони телефонот и Мики Црнокрак звони, и ми го прави муабетот и ја останувам таков со прашалници и викам, јас прво морам да побарам дозвола од училиштето. Таму сум вработен, не може да правам јас. Па од жена ти? Сакам, нормално и да разговарам со жена ми и со децата. И откако добив дозвола од училиштето, благодарност многу за таа прилика, нели што ми возможија. Да, колку дена беше? Да. Скоро 2 недели. Скоро 2 недели оваа година. Значи не само што ме поканија на преварот, ми дадоа можност да бидам одговорен за овој дел од Балканот за Македонија, бидејќи они ќе организираат уште 6 надпревари во 6 различни градови во Кина, на ниво на Формула 1 организација.
исто со Мис World, со најубавите девојки од светот, исто те готвачи. Во Лангфанг се случи нешто многу добро за мене, како искуство, како нешто ново, како нешто, како организација баш комплетна. Прво, тоа беше настан кој се организираше на можеби 20.000 метри квадратни, ако не и повеќе, со комплетно обезбеден влез, со проверка, со рентгени, со све, преку 150 тезги каде што кинезите се представуваат со својот стрит фуд, улична храна. Да, дека таму тоа, они се препознатливи по тоа. Така. И индиците и непалците. Така, кинезите се нешто посебно. Меѓутоа индиската храна па го освојува светот. После ќе правиме муавет за тоа. Имаше уште 50 бокса каде што кинезите се надпреваруваа во најдобро направена кинеска пита со месо. И јас се надпреварував. Да. Ти со нашето со македонското? Со македонската пита? Не, се надпреварував со правење на кинеска пита. Аха, кинеска, имаше дека наша македонска се прави. Меѓутоа, јас во Кина се представив со нашето традиционално тавче гравче. Како го прифатија? Магично. Со ќофте од 3 вида на месо, говецко, свинско и јагнешко. И Со црвен сос? Не, чисто ќофте печено. Печено. Печено, да, споено со гравчето и плюс зелка салата со морков, со целер, со други зеленчуци внатре, зачинета баш онака ние како што ја јадеме овдека. Па побудалеа кинезите. По вкусот. Ми дадоа еден кинески граф, вака големи зрна. Многу тешко се вареше. Ама бојата му била бела. Бела, не? Чисто бела, како нашето гравче. Тешко се вареше, меѓутоа кога се свари. Не го накисна таму, каже чекај Да, го накиснав, бидејќи првиот ден само не го накиснав затоа што тогаш го донесоа. Не беа овозможени сите можни услови. За само 2 дена стигна опрема за преку 100.000 евра. И што имаше во таа опрема? Све што им е потребно на сите готвачи што беа таму. Све. Од игла до локомотива, до конвертомати, до индукции, до све. Интересно. Значи, направија во моментов и да немаше нешто, они со еден повик Те улица за 24 часа значи, имавме реконструират не па жена, систер Мо, која беше одговорна за целиот тој настан во соработка со Замир Хусеинов, која беше од владата на Кина. Да, од Пекинг. И со само едно јавување и кажување што се е потребно и испраќање мејл, нас за 10 минути ни беше одобрено се. Само за се да помине онака како што треба. Кои беа твоите барања тогаш? Имав ја многу барања, сите ме ги исполнија. Да, ако веќе ме каните како гостин и ме почитувате како гостител, како готвач, да, јас ќе направам се вие што барате, меѓутоа сакам удобност. Сакам таму да ми биде убаво, сакам да бидам удостоен. И ја тоа што го побарав, го добив пута 10. Колку надпреварувачи бевте тогаш? Овој пат тој да мислам дека 38. Кој место го добите? Петото место. Пето, браво, супер чест. Петото место го добив. Меѓутоа, Што ги доби? Со која храна? Што сготви за последниот? Гравче. Цело време гравчето? 3 дена имавме различни, преку 50, од 30 до 50.000 народ. И секој ден имавме задача да сготвиме 100 порции, 150 порции и така натаму. И сега сите што се собравме, кога почнаа да готват храна, имаше за сите. И победи тој, уствари ке што најмногу продал. Замислете, 4 евра, че имаше оброкот што ние го готвиме. Имаше апаратче пред нас, кинезот само ќе дојде, ќе го допре телефонот и веднаш се пренесува трансакција и он платил.
све организирано до детај. Значи, вака се, тој, да разграничиме малку, тој надпревар беше за моментот, за таа улична храна што се готви во Кина? Тој момент, или? Не, они имаат преку 150 тезги со нивна улична храна. Плюс 50 Дека тезги... 4 евра реално Не, ефтин? таму цените не ги знам. Таму различни цени има, зависи кој како продаде. Меѓутоа, ние сите готвачи што бевме на надпреварот, ја продававме нашата храна, да не биде за без пари 4 евра. И они доаѓаат, си плаќаат со телефонот, се е таму преку телефон, преку WeChat и тоа Alipay, не Alipay, не знам како се, Alipay изгледа беше. И тој што има најмногу платени порции, тој победува. Кој победи? Кинес? Не. Победи дечко од Тунис. Прво беше Хрватот, па Србинот, меѓутоа направиле некои малверзации околу плаќањето и тие беа отстранети, дисквалификувани, и тој што беше трето место од Тунис, всушност тој победи. Доби првото. Да, италијанецот Мауро Ди Лео, дечко со Мишелин звезда, мислам, од Дубај. Беше тука, го донесов, ни беше на гости. Минавме 2 недели, многу добро. Не се прибравме дома, ќе ме избркаа од дома, како да ти кажам. Меѓутоа, убаво искуство. Го прошетавме човекот, снимавме во студио. Што првата ме интересира? Необично. Што беше, дали тоа што го спомнав, те ларви, скакулци, мравки? Не знам, некои шкорпи и пилешки ноџиња. Шкорпи ја би пробала. Такви ноџиња? Пилешки, као желатин, такви варени и грицкав. Меѓутоа пробав многу работи. И сум вистински среќен поради тоа, затоа што сега знам каков е нивниот вкус, а претходно не сум знаел. Јас сум човек кој бара баланс во вкусот. Имам доволно искуство во животот како гостител, како готвач, можам да направам добар баланс во храната, затоа што ги познавам продуктите со кои што готвам. И нивната структура, нутриционистички и секако. Што се троши кај нив највеќе, освен оризот? Све. Што друго јадат? Све. Таму семки човек да продава ќе стане милионер. На толку народ. Верувајте. Значи, кога отидовме тој стариот град, као кај наш чаршија, таму нешто се размени. А зошто? Ќаните вака пол. А зошто е толку таа улична храна достапна? А кај нас, пример, нема такво нешто. Не може да има. Ние имаме сосема различна традиција. Ние не сме толку народ. Да сме толку народ, би требало и повеќе храна. Меѓутоа, кај нас секогаш било се окей околу храната. Ние сме Македонија, земја на сонцето. 300 сончеви денови, земја, воздух, вода. Имаме се што е потребно, само што некој ќе користиме сите тие ресурси. А вистина е тоа, бидејќи ние нели кои ги гледаме, си викаме леле сите си исти овие кинези. Вистина било дека и они така нас не гледат белците дека викаат вие сите исто лично. Не е така? Имаат страшно голема почит спрема белците. А малите дечиња, они за прв пат гледа. Ама нели дека идентични се, да. Плашеа од нас. А како они правеше на тата имам обед, како они нас не гледат? Им личиме дека сме сите исти или не? Не. 100% почит. Таму за све има почит. Тоа нас не да, тоа како беше вака, како прават? Што и да прават, они со почит го прават. Се благодарни. Нас ние не достига тоа. Овде сме заборавиле што значи да се почитува човек со човек. Нели збор со збор. И таму има преваранти сигурно многу на толку народ. Секако, меѓутоа, почита што ние ја доживеавме таму и начинот на кој се однесува, беше страшно едно време. TikTok гореше со нас. На прво место бевме. Да, луѓе во што го организираат сето тоа се навистина многу искусни. Што јадат, кажи ми највеќе? О, мајко мила. Се. Ние, откога ќе... Кучиња не? Не. Откако ќе завршевме со врските преку ден и на надпреварот и така натаму, се што се случуваше, се враќавме назад во хотелот, многу убав Хемптон хотел. Туш, организација, вечера, не знам ово она, и ќе излезевме сите пред хотелот и одевме на 100 метри од хотелот, имаше као улична храна, на мали столчиња, на ниски маси.
готвачи, угостители, луѓе што уживаат и што го сакаат тоа. Па нас постојано само ни носеа некои работи, не знам што све носеа. И нормално, све ќе пробаш, она што ти убаво го јадеш, она што не убаво му е на некој А тие што им се отворени бордели? Како? Отворени бордели што се упар. Отворени бордели? Да. Не, за жал, таму проституција, она што ние го видовме, немаше. Имаат многу интересно кареоке. Цели објекти и има простори, пример 10 на 5, опремени со сепариња, со маси, со звучици, со микрофони, со големи телевизори. Девојките што таму работат, они буквално работат, се девојки кои само ќе пеат кинески песни и ќе ве учат како да играте кинески. Ништо друго. Проституција нема. Од она ја што го доживеа. Кошта околу помалце од 100 евра една девојка, меѓутоа друштвото се плаќа. Ние бевме првата вечер таму околу 12-13 луѓе и можеш да си пушташ песни што ти ги сакаш, или да се забавуваш. Веднаш кога дојдовме, донесоа овошје на маса, голема кибла со мраси. Па јас знам дека што ми збора дека спомна овошје на маса, дека чепкаш нешто. Па те чепкам, ама гледам нешто не криеш дека Не, ништо не. дека девојката лежи, значи, лежи цела во овошје. Се јадеш? Да. Не, тоа е. Него не си го доживел? На филм сум го видел. Да, би сакал да го доживеам тоа, чисто како искуство. Што го имало таму? Не сум го доживеал, ти кажав, едноставно ние сите плативме за две девојки таму кои пееа и не учеа како играат и ни пуштаа кинески песни кои, за жал, ние не ги разбирав, они ги пееа. Они ги пееа и баш буквално, значи, играат тако она и беше до некаде интересно, меѓутоа проституција нема. Чепкам вика. Не ме чепкаш, ама нема везе. Да, само ти ја кажам реално. Ама тоа е интересно, знаеш што? Да, интересно е тоа, знаеш, од стомачето, вака си земеш јаготче. Ама си брзнеш по почеток. Ова не го давајте. Мора ќе го дадете. Не, никако не го давајте. Ох, мој мајко. Кина е земја која заслужува да се посети. Да се посети. Беше ли на кинескиот зид? Не бев затоа што Не си имал време од толку јадење, дегустација на храна. Не, ние таму се дружевме со најубавите жени од светот. Ето. Да. Сега жената ако те чуе. Нека ме слушне. Она докторка беше така, докторка по неестетска хирургија, општа. И денеска мислам заедно отворивме ординација со уште еден партнер. Ординација за разубавување? За разубавување, да. Слабење, така? Не за слабење, него Зана, мојата сопруга. Да, поздравиме, Зана. Да, поздрав до и до дечињата. И секако до Лина и до Каја, да, сакам и за нив да кажам, Лина е 7 оделение. И за лепотицава тука. Ама гледа, мирна е са. Каја е 5 оделение. Джабе си газда, кај мене реже, гледаш? Добро, ја осеќа енергијата туѓа малце, да, ти си убава жена, зашто да не. Добро. И имаш убава енергија, да. Да, позитивна. Благодарам. И да, има во ординацијата има медицински апарати, како ласер за епилација со двојно ладење кој е многу добар, медицински докажан, има одлични резултати. Има ласер за кожа и за ред други работи како Морфеус 8, генео апарат за лице со многу нешта во него и многу медицински третмани за одржување на кожа. И супериоди, оние многу ја сака својата работа. Па те гледам себе, реално лицето ти е перфектно. Благодарение на неа, јас си преска ти кажам, фала. Да, јас сега во јуни ќе полнам 50 години. 50? Да. Здрав и живот. 6-та, фала. Не изваш. И да, ми го ме одржува во секој поглед. И голем поздрав
и едно големо благодарам секако до нејзе. Браво, браво. Затоа што и мојата работа и не е баш едноставна, има многу обврски Така и со училиштето и со снимањето на емисијата 4 сезони, каде што вистински вложувам многу. Напорно, меѓутоа многу добро за мене затоа што вистински уживам додека го работам тоа што го сакам сакам. да прашам. До сега си размислили да си отвориш ти ресторан? Да си газда на Скопје некаде некоја? После долги години работа за други луѓе, Последен пат кај работеше, за кого? Во Скопје работиш? Мериот. Во Мериот? Да, Мериот, одлична школа. Одличен систем, говоревме преска. Кога решив да почнам сам да работам за себе, прво отворив Тобако. Не ресторан Тобако. Па сега преска збореше обратно како што викаш дека не може секој да отвори ресторан, нели што не Работата беше да заработам пари од Тобакото и да отворам ресторан. Меѓутоа што се случи? Ова го кажував и на еден друг подкаст. Тобакото не ме возбудуваше. И преку ноќ решив да отворам сендвичара. Првиот сендвич бар во градот Скопје. Далмација. Знаеш дека не те прашав дали знаеш кој е првата сендвичара во Скопје? Која беше? Таа ли е? Далмација? Не. Тоа беше мојата прва сендвичара. Иначе сакам да ми кажеш дали знаеш кој е првиот ресторан во Скопје отворен и која е првата сендвичара? Не знам за првиот ресторан. Многу пред мене е отворен, сигурно. Значи Бристол, место кое важело за место каде што идат еснав луѓе јадат чорба на утро. Терасата каква е сега, гледам и тоа. Дрвото, знаеш колку е старо? Мислам дека во векот од 9 века. Тоа ми се моите што ми кажуваат. Во дворот баш тоа. Објекти не функционираат. И нема многу убави објекти низ градот, за жал не функционираат. Треба да функционираат затоа што заслужуваат. И Пелагонија на рекорд горе, еден пријател ми каже дека има огромна тераса кај што се гледа цело Скопје. Значи можеме да ги вратиме тие убави, ама првата сендвичара? Во Скопје? Да. Не знам, ама јас од дете... Чичко Столко, нели беше? Чичко Столко, јас тоа сакам да ти кажам се уште од дете. Таму специјално не носеа да јадеме сендвич кај Чичко Столко од аеродром до центар. И тоа било вистинско доживување, па после тоа шетање, па сладолед, па кикирики, па костење ако е есен. За мерак имавме порано, многу беше интересно. Зашо правевме претходно? За кога кој отвори твојата прва сендвичара? Така, да, и преку ноќ решив да затворам Тобакото, бидејќи не ме возбудуваше, ама баш никако. И отворив сендвичара. Што се изнервира? Кој момент те изнервира да го затвориш? Дремењето, чекањето, нема акција. Досадно. Не. Времето поминува и е убаво и интересно кога има нешто да се прави. Нели кујната има акција, адреналин, да. Така, и отворив таа сендвичара. Каде отвори? Во Црниче горе на Бихачка. Блиску до МВР. Блиску до СДСМ и до живеелиштето на тогашниот премиер Груевски. Ти му беше личен готвач? Да, му станав, некој период од животот работев во кујната на владата на Република Македонија. И тоа е често реално. Па за некој влади, не е тоа за мене. Тоа е 24/7. Ја не сакам на никого да му бидам роб. Јас сакам фамилија, имам значи имам фамилија која вистински ја сакам и живеам за да ги задоволам сите нејзини потреби. Нормално не заборавајќи се и се искуство и се со причина, така? Да, убав дел од мојот живот, кој кратко траеше. Помина и некои глупави муабет имаше околу сето тоа, меѓутоа јас точно знам и кој сум и што сум и што животот, така да кој што мисли нека се мисли, и у последно време бегам од лоши за лоши енергии, лоши. Не заводливи, него завидливи луѓе кои немаат убава мисла.
Ај кажи ми сега за тартуфа, ова е женка, ова е раса Логото, ромањело, Логото. италијанска раса која е специализирана за барање на тартуфи. Затоа и Тоа е се вика битна тартуфа. печурка, ете така. Тартуфите се дар од боговите. Сакам да ми раскажеш зошто ја зема. Знам дека идете по планините и Казанова бил мангуп, кој жените ги освојувал на многу едноставен начин. Готвел храна со продукти кои се природен афродизијак. А во кои се тие природни многу постојат. А во винегрет или во дресинг за салата знаел да стави до 30 грама бел тартуф. А дозволено е само 10. И велат Што сакал да постигнеш, што мислиш? да го зголеми либидото кај жената за 100 пати. Аха, интересно. А кај мажот, Еве, жени, слушајте. да, јадете тартуфи и живеете со вашето Интересна партнер. приказна. И? Кај мажите тартуфот дава енергија, она што е потребно, а кај жените поголема возбуда или повисоко либидо. Едноставно тартуфот е магичен. Секогаш е на пиедесталот во гастрономијата. Редок, да. Затоа што И цената е... првенствено е многу тешко да се најде. Некогаш го барале со свињи, меѓутоа свињата рие со њушката и веројатноста тартуфот да не биде Со оштетен дива свиња мислиш или како? многу мала. Дива свиња? И со обични. А и со обични? Да. А постојат и свински тартуфи. Какви се тие свински? Поголеми не се убави за јадење. Аха. Нив ги јадат само дивите свињи. И е двополова печурка, која кога се оплодува испушта животински хормон кој има мирис на плин. И токму тогаш кучето може да го најде. Иначе расте на најмалите, најтенките коренчиња од дрва како што се давот, лешникот и некои други видови. И навистина е многу почитуван, има црни бел и она што Белиот е највкусен или? Како? Белиот тартуф. Најпочитуван. А, Тој е најпочитуван. зимски тартуф сега и е навистина многу миризлив и убав и неговата структура е како мозок. Тартуфа е Логото ромањело, раса која е специализирана во генот има да бара тартуфи. И мојот план, откако ќе завршам со магистерската на факултетот за туризам и гастрономија во Охрид, Добро. ќе добијам можност да работам како истражувач на нови вкусови, контрола на квалитет во индустрија прехранбена, консултант во гостителство и хотелиерство и ќе можам да работам наводно и во инспекција за ветерина и храна. Лават. Она со истражувач мене навистина ме возбудува затоа што веќе сум во комуникација за соработка со наши тартуфари од Македонија. Интересно. Да, и да правиме производи од тартуфи. И ќе почнам со мојот братучет, кој е пчелар, многу добар, многу чесен, има многу квалитетен мед, затоа што пчелите ги носи на 5 пасишта, го брка цветот. И медот е навистина мед. Сакам да го искористам неговиот мед и неговите пчелини производи во комбинација со зачини кои се здрави за нас луѓето. Интересно. Па дури ќе се обидам да направам и еден природен афродизијак, кој ќе го зголеми енергијата и желбата, кај сите и кај мажите и кај жените, веќе истражувам. Добра бизнис конструкција имаш направено. И ќе ти тргне ова. Ќе ти дадам да пробаш пошто планот е да направиме одредена количина и да ја дадеме на луѓе да ја пробаат, да видат како сето тоа ќе делува на нив. Истражувам и 3000 години стари рецепти за здравје на луѓето, посебно за афродизијаци. Да, затоа што зачините се многу посебни. Зачините се многу посебни и за мажи и за жени. Кај жените многу важен зачин е шафранот. Затоа што тој е магичен кога станува збор за либидо кај жените. Да, едноставен и многу опасен.
Пошто може да развижи циркулација и срце да пукне, така. И да сакаш да се контролираш, Не можеш. Сакам да те прашам за крај да им дадеш една насока на угостителиве наши, значи во моментот што имаат ресторани што нели отвараат преку ноќ, а ги затвараат исто преку ноќ за 2-3 години, исто како ти тобакото што си го отворил и затворил. Не може секој да е газда на ресторан, така? Дај еве за крај една сугестија, еден пример зошто да не го прават тоа и што да прават. Кога го отворив тобакото, кога го спомна, платив одстапнина, добив нешто роба што имаше. Субвенции земале 5000 евра. Не, тогаш немаше такви работи, а би земал зошто да не. Нели цел живот плаќаме данок за се што правиме. Убаво е кога ти даде нешто државата и треба малце повеќе да ни давате за да бидеме поуспешни и посигурни во себе. Дека некој мисли на нас. Порака. Како? Што би порака? Порека. За гостителите. Кога го отворив тобакото, над мене имаше два големи маркети кои одлично функционираа и работеа. Јас отидов во вториот маркет, не првиот, во Бохито, и застанав на каса и чекав ред со сите други муштери. И кога дојдов на ред, кога ме погледна вака, повели, газдата кај ви? И ми вика, еве го позади тебе. Добар ден, добар ден. Тој ми вика, повели, јас му викам, Дени, ова тобакото доле го превземав од луѓето што го работеа предходно, добро, ама ја викам, не знам да го работам. Ми треба помош од вас. Ме научи како треба. Прво ме викна во канцеларија да му објаснам тоа како, зошто. Да, пиевме едно кафе. И после тоа излеговме од канцеларијата, ја викна шефицата на маркетот и рече, земи колички 2, 3, 4 колку ќе бидат потребни и оди по гондолите со Дени, се што сака нека земе и запишете. Ма викам, како така, кога ќе ти платам? Кога ќе го продадеш, ми вика. Браво. Другиот ден, јас отидов пак да прашам, не треба да платам. Дојди ми вика вамо. Еве ти, вика, 3 фирми за сладолед, еве ти 3 фирми за чипс, еве ти 3 фирми за ова, еве ти 3 фирми за тоа. И човекот ме научи како да го работам тобакото, без разлика што мене ми беше многу досадно таму. Не бев среќен. Не се чувствувам. Да. Истото важи и за денешните луѓе кои имаат пари и сакаат да отворат ресторан за да си уживаат со своите другари, пријатели или семејство. Ако не знаете како, има луѓе кои знаат. Изнајмете ги, платете ги и навистина бидете гостин во вашиот ресторан. Немој да бидете некој што нонстоп гледа на камери и наоѓа мани. Затоа што он мисли дека така треба. Не. Ако сакате да бидете угостители, прво, научете да бидете угостители. Една од работите кои човекот што има угостителски објект го прави почитуван е тоа што он ги почитува неговите вработени, затоа што душата на еден угостителски објект се вработените. И ако тој човек што го има тој угостителски објект ги направи неговите луѓе среќни, тогаш сите ќе биде се, он најмногу. Пошто несреќни луѓе можат ли да направат некој друг да биде среќен? Не. Незадоволни луѓе можат ли да направат нешто добро? А што има вработени во кујна кои што се такви што викаш несреќни и несреќата манифестираат на другите вработени од влез? Подитно да се заменат со некој што разбира што е угостителство и знае како да работи. Ако нема, има институции како нашето училиште, каде што може да се обратат и да побарат нашите стручни професори да го обучат. Газдите не знаат.
За нив сега правам муабет. Да, ама и они имаат проблем со вработените реално. Имаат затоа што Се прават газди над газите, затоа сакам да ти доломам, ти кажам. Во моментов. Времето што некогаш постоело веќе не важи. Сега и дома тие големи газди, на жената не може да и се прават газда. Пошто све е променето. Така е. Сега Променето треба е. да се покаже почит и треба да се плати работата. Во угостителството, Ама еве кај нас се плаќа. Зашто кога иде во Хрватска добива таа плата од 1500 евра, таму го почитува хрватот газдата, почитува се, а кај нас нашиве не ги почитува. зашто тој хрватот таму ако не ја изработи сезоната, нема да може да ја преживее годината. Ма зошто? Тој си направил точна математика. Колку гости планира да има, колку вработени му треба, колку... Значи, финансиска конструкција мора да се направи за све. Па и тука нели се прави таа Ама не се почитува. Па тоа сакам. Не се почитува. Значи, треба да се Да има почит од двете страни за да функционира нешто Не, како единка. ако дојде некој што ми е одговорен и почне да ми врши мобинг и не ми дозволува да си ја вршам работата, веќе имаме проблем. Тука се ствара проблем. Не треба да има его на Ако работа. некој што ти е одговорен, те манипулира, те искористува и те лаже, тука веќе имаме проблем. Нека се сетат сите... Така, зашто во сите која вебе повеќето угостители имаат проблем, пример, купува неделна храна, не знам, нели колку, не достасува, а тоа не е возможно, така? Значи се краде. се краде. Се краде. Имаат проблем, многу луѓе имаат. Ајде вака, ајде да се вратиме на почетокот на муабетот, да ги почитуваме правилата во гастрономија. 3:1 е математиката. 33% иде за режии, за вработени, за плати, или за придонеси, за кири и за се што треба. 33% идат за продукти со кои што мора да зготвиме храната и на крај 33% останува за сопствениците. Тоа е една реална слика по која треба да функционира еден угостителски објект. Во моментов имаме многу повеќе угостителски објекти него што имаме народ да ги посети. Многу сопственици кои за жал не се угостители и мислат дека ако знаат да идат да јадат у кафана и да уживаат, дека тоа е исто како да се биде газда. Ајде вака да се потсетиме на човековите права, да се потсетиме на работничките права, да се потсетиме на многу работи пред да донесеме некаков си заклучок за ова или зона. Сопственикот на еден ресторан мора да ги исполни сите услови за работникот да може да ја изврши работата за која што е платен, за тоа што само и тоа му е задача. Јас кога ќе пружам рака, кога ќе потпишам договор, барам и опис на работно место. Барам дека таа компанија која сака да ме вработи гарантира за моето здравје. И не де Боже ако се повредам. Значи, многу услови кои треба да се почитуваат и се почитуваат сегда во светот, кај нас не се почитуваат. Ајде да смениме играта. Ајде да го направиме вработениот, работникот, да го издигнеме. Да му покажеме дека вреди. Не цело време да ги удираме. Дека не вреда, дека ништо не е во ред. Ајде малце другачие да размислуваме. Ајде да им кажеме, ако не знаеш, јас можам да те пратам на обука. Да, Нека се обратат до нашето училиште. Така можеме ние многу да помогнеме. Имаме соработка со многу угостители. Наши деца одат таму на пракса. Ама тој што не знае, треба да побара помош. Не да слуша од страна што ќе му кажат луѓето, него да побара помош од некој кој е растен, живеен и го работи и го живее сето тоа. И го познава. Јас верувам дека ако се воведе правилен систем на функционирање во нашите угостителски објекти, дека ќе се вратат и луѓето, затоа што тогаш све ќе функционира како што треба. Значи, ќе има контрола на продукти, да ги одбереш и да ги купиш, затоа што секоја компанија што ќе соработува со мене, јас од нејзе ќе барам да ми гарантира квалитет. И се што е неквалитет ќе им го вратам. Се што ќе спремам, се што ќе понудам, вклучувајќи
прием, сместување, послужување, квалитетна храна, брзина на услуга, почит како што треба, деца, жени, Тимска стари работа луѓе. исто како, да. Еден за сите, сите за еден. Така. Значи тоа не може Мора да биде тимски. другачие и не може да функционира нештото. Сега тој систем треба да го научат луѓето, угостителите. Значи не е ова дека јас не знам вака, не знам онака. Реално кажувам, ако се почитуваат правилата во гастрономијата и ако се обезбедат услови за се да тече според системот, кој е смислен и почитуван, Escoffier, бригаден систем. Прочитајте, све ќе ви биде јасно. Нема негде, кај да пишеме на интернет, ќе излезе, затоа што е навистина број 1. И сега, луѓето што работат во кујна, ако им се обезбедат подобри услови за да функционираат, модерни апарати кои многу побрзо ја завршуваат работата. Гледа што се случува кај нас. Многу ресторани имаат и луѓе кои работат само на припрема. И ден денеска има ресторани Да, има каде такви, што салатерки и луѓето ова, така, да. салатерка е нешто друго. Тоа е на дел позиција салати која е споена со предјадење и со десерти во исто место хотелиерски ти кажувам. Што се случува, значи, луѓето плаќаат две жени или двајца работници, пример, 40.000 денари плата, плюс 20.000 денари придонеси се 60.000. Две такви работнички месечно се 120.000, а една машина за обработка на зеленчук со додаток на различни типови на ножеви кошта 80.000 денари. И луѓето уште плаќаат 120.000 денари за две работнички, за да и тие умираат од работа, цел ден се во вода. Ако вложи сакаш да ако кажеш во таа некоја со машина, многу побрзо ќе му иде Не се. само во една машина. Побрза работа. Значи, јас за нормално да функционирам во еден угостителски објект, мене прво ми се потребни магацини и комори за одржување и за замрзнување. Да. Потребно ми е, значи, вакуумерка. Потребни ми се конвертомати. Потребни ми се термоси за одржување на храна, ако правам големи настани, банкети и така натаму веселби. Да. Значи, све си има свое. Океј е тоа што се отвараат многу ресторани, од една страна. Ама се Од друга затвара тоа страна, многу брзо. Со кого ќе работите, бе? Затвара многу брзо. Со кого ќе работите кога сите ни избега во Хрватска, во Австрија, во Германија, Швајцарија и така натаму. Не. Значи, ние мораме да го вратиме угостителството баш онака како што било некогаш, како што било во времето на кермес, каде што луѓето се дотерувале дома, се спремале да отидат да јадат кебапи. Да. И тоа е пластикно со А каде бели се- кошули и со А сега модерните технологии кажуваат многу други работи. Значи можеме да произведеме многу поквалитетна нема. храна. Таа аристократија од времето ја нема, така да. Тоа е било на времето. Еве зошто ја нема? Зашто еднината сега гледаш до кај не донес, така да. Ретко, тоа треба да ти лежи во душата така да си генетиката да ти е аристократска. Така да тоа е тоа. Мислам, моја мислење. Многу Деки- малце прави Скопјани останаа во Скопје. Општо ни цела Македонија. Сум град си е град, небитно дали било Скопје или Еснав конзул град е и Битола. Занајо таму супругата. Секоја година се помалце и помалце се чувствува тој еснав момент во чаршијата. Многу чудна работа. Не мораме да го вратиме тоа едноставно. Тоа е вистинското уживање, тие боемџи, тие хедонисти, тие луѓе кои уживале во животот и знаеле да покажат. Денес како покажеш дека уживаш во животот, одма има завист или одма има негатива, негатива, чекајте да. луѓе, па зар не е поентата на живење сите да бидеме стрекни? Дома да имаме мир и хармонија и разбирање, на работа вистински да идеме, да уживаме, да си ја работиме работата, да го почитуваме знаењето, да ги почитуваме луѓето кога ќе си купат нешто ново. Благодарам Дејан што ми беше гостин.
Јас и ти гледаш до утре нели ќе се разговараме, не? Така да ќе ми бидеш повторно гостин за некоја друга прилика да кажеш некои други новитети. Драго ми беше чест и те чекам со магистарска. Во соработка со професорот Климент Наумов, поздрав до него, ќе направиме одличен магистерски труд и се гордеам што сум на факултетот за гастрономија во Охрид, затоа што навистина таму многу научив. И сум среќен, да. Да ги поздравиме гледачите и ќе имаме нели гледаноси од нашите угостители, еве им даде нели многу добар пример како да работат и како да не работат. Не, гледај, секој има право на избор. Меѓутоа, не само во угостителството, и во сите други дејности, правилата на игра мора да се почитуваат. Едноставно, правилата и принципци се првенствено, да. Да, јас ќе кажам нешто друго. Горд сум што сум татко, сопруг, угостител, човек кој има многу пријатели, кој сака да биде среќен и да има убав живот. Многу работам, затоа што мора да се работи за да се обезбеди се што е потребно. И најсреќен сум што сум во средното угостителско училиште и што имам можност на многу млади луѓе, тинеџери, да им даваш насоки. Да. Насоки, баш убаво кажа, насоки и да ги научам како да работат, како да почнат. Ништо друго не ми е важно, осем тоа да направам угостители кои ќе почитуваат кујната и традицијата. Вистински ќе уживаат во неја, а за традицијата нема простор за муабет. Традицијата мораме да ја почитуваме, затоа и да си остане. Тоа е нешто што е наше и што никој не може да ни го земе. Ми беше драго што евака си направивме муабет. И ова е некои тажни, некои среќни. Меѓутоа, убаво е што луѓето ги кажуваат. Секоја чест за тебе што сакаш да ги слушнеш и му возможуваш на сите останати да ги слушнат и да се запрашаат. Дали сум јас за ова или не сум за ова, дали во мојот случај дали јас сакам да бидам угостител или не сакам. Заклучокот на крај најбитен на човекот. Заклучокот, да, сите ние имаме право на избор, да. И доколку нешто не ви одговара, ви смета или некој безобразно и лошо се однесува со вас, соберете си ги парталите и бегајте. Одете таму каде што вистински ќе ве почитуваат и ќе ви дозволат да бидете најдобри. И свој. И свој, и секако. Поздрав и се гледаме некоја наредна прилика со Деки. Чао. Чао.